Почитувани, добре ни дојдовте во најновото издание на емисијата Спортодром со Мики. Уште една специализирана емисија посветена за спортот, на спортот и за се околу спортот. Зборуваме за настапите на нашите спортисти и спортски колективи од градов, во општината, регионот, државата. Меѓународниот спорт денеска малку ќе го оставиме да мирува, меѓутоа, што знам, јас ќе почнам со сензационалните вести од меѓународниот спорт. Шведска по 20 години по 5-ти пат стана европски првак во ракомет. Рафаел Надал го искористи неиграњето на Новак Џоковиќ и со победата на Australian Open му избега за еден Гранд Слем на Џоковиќ. Што да ви кажам друго? Тоа се од меѓународните спортови, онака најударните вести кои што претпоставувам ги преплавуваат печатените и електронските медиуми. А ние денеска, бидејќи имам специјален гостин, ние денеска ќе говориме за све, меѓу другото и за џудото. Црни појас, трети дан, човекот кој што сите го знаете, што од професионалните работни задачи и обврски, што од спортските професионални работни задачи и обврски, чаршијарско дете, ако така можам да кажам, и еден од најзаслужните што џудо клубот Кожувчанка заживеа и се уште живее и го има, пак ќе речам, местото во самиот џудо крем на Македонија. Ајде да му посакам добре даде на Маријан Колев. Добро вечер. Добро вечер за гледачите на КТВ телевизија. Маријанчо, прво како си? Нешто со грлото имаш проблем. Одлично. Много беиш изгледа. Се држиме. До времето. Имаме специјален повод зошто си ти тука денес, меѓутоа ќе дојде време за тоа. Прво да им кажеме на луѓето за твојата личност, твојата персона, за Маријан Колев, кој е, што е, како почнал со џудо, зошто не почна, со ракомет, да бидеш некој пикер таму во ракометот? Вака, народот, посебно во Кавадарци, пошироко во тикмечијата, доволно ме познава, а верувам дека и доста луѓе во државата и надвор од државата со моите репрезентативни настани ме знаат доста, каде што и до ден денеска одржувам контакти со тие луѓе. Сега си, например, не сум така приватно, нагости, кај колеги од Србија, Босна, Па да ви кажам искрено дека Бугарија. Прошлиот викенд бев во Белград. Баш имав заеднички ручек со тренерот на џудо клубот Жандармерија, кој е воедно и професионалец исто како мене, вработено во Министерство за внатрешни работи, во специјалната единица Жандармерија, каде што и командант на Жандармеријата, имав со него заеднички ручек, баш разговаравме околу џудото, како да го напредиме повеќе, учествуваме повеќе на меѓународни турнири. Да не договоривте некој двомеч Србија-Македонија на ниво на Министерство за внатрешни работи? Не. Ова како идеја? Да, тоа го имаше претходно, каде што тогаш веќе се знаеме, тоа беше 2004 година, каде што го освоив и бронзениот медал на Европско првенство на ниво на полицајци, или како да кажам, вработени во Министерство за внатрешни работи. Исто со него разговарав да природниот рок ми трае негде до 15 февруар сега за екипното првенство кое кај нас е предвидено во декември месец
да можам да се појачам со двајца странци, каде веќе со едно име е разговарано, тоа е Илија Цигановиќ, познат Ова збориме за джудо клубот за джудо Кожувченка, клубот така? Кожувченка, да, веќе сме во преговори. Негов покоен татко Илија Цигановиќ беше европски првак и човек кој што морам да спомнам дека кога го организирав првото балканско првенство во 2006 година, ако се сеќавате, човекот што најмногу ми помогна околу организацијата беше тој баш Илија Цигановиќ од Кикинда. Ти како личност, на колку години почна да се занимаваш со джудо? Па јас почнав на мој... Кој е дежурен виновник што ти влезе во джудото? Па дежурен виновник. Мама, тато, бато, комшијата. Немаше дежурен. Тогаш тој период мои први братчери беа во тој спорт. Беше доста познат тренерот што тогаш моментално го тренираше джудото и го донеси джудото во Кавадарци, тоа е покоен Даниел Велович, каде што доста години дури постоеше джудо клубот Фени, се организираше во негова чест и меморијален турнир доста години во Кавадарци, каде што бев еден и јас од тој учесници, каде што спортска сала тогаш Партизан беше преполна, немаше место каде да ги собере гледачите. Турнирите секогаш беа на многу високо ниво и джудо спортот беше доста популарен во градот тогаш, тој период. Сега да те прашам, зошто джудо не борење, например? Зошто джудо? Значи, тој период во Кавадарци постоеше джудо. Јас, уште како дете, бев доста физички јак, али кога 94 година джудото замре во Кавадарци, не знам од кои причини, тогаш јас се префрлив на борење слободен стил. Мојата кариера тогаш започна во Бучим Јака, каде што исто тренерот ми е мој Војко, ме зема во Радовиш, бев 2 сезони, кога баш Радовиш беше европски и светски првак тие сезони. Кога имаше тренер исто така од Русија, борачи од Русија, каде што имаше и што да научам. После се дојдов во Неготино, се борев за ФКН до ФКН, фабрика за кабели. Да, фабрика за кабели Неготино. Да не мислат фудбалски клуб некој. Не, фабрика за кабели тогаш ни беше спонзор и затоа така се викаше клубот, каде што се бореме во прва лига, учествуваме во прва лига. До тој период, каде што повторно се вратив на джудо и кога 2004 година бев учествував на европското првенство во джудо на ниво на вработени во Министерство за внатрешни работи, каде што освоив медал, тогашниот селектор на репрезентацијата Брацо Матеничарски, Братислав Матеничарски, кажа по патот кога си идев на Маријан, има капацитет кај тебе, можеш во Кавадарци со наша поддршка да почнеш пак повторно да го развиеш джудото. Тоа беше идејата, каде што во Кавадарци 2004 година почнавме да повторно да работиме со джудо. И еве 17 години си го терате. Па пред 2 години славиме јубилеј 15 години, нели? Дали може да го поздравиме Јане Мелов? Па баш синоќа му пишев порака на Јане Мелов, сакав го чекам да ми се јави и телефонскиот број. Со него доста работев во Неготино. Лично го поздравувам и чекам да ми се јави. Морам да го поздравам Јане Мелов, бидејќи човекот е навистина ажурен за сите активности на боречкиот клуб Неготино, веднаш автоматски не информира, така да и ние можеме веднаш да информираме за сето. Точно и овие изминатите 2 викенда човекот постигна одлични резултати со неговите, како што мислам беа кадети и јуниори на државните првенства, значи во изминатите овие 2 викенда. Добро. Спортодром нема да говориме само за джудо, ќе говориме да речеме за фудбал. Прва лига, втора лига, фудбал нема, се уште паузира. Прва лига стартува на 13 февруари, значи за неполни 2 недели. ГФК Тиква се наоѓа на подготовки во Анталија во Турција. Одигравме пријателски надпревар со Партизан од Белград, загубивме 2-1. Солиден надпревар, го гледавте и преку телевизиите.
Вториот надпревар го одигравме со екипа Олимпик од Азербејџан. Дали екипата се вика Олимпик или станува збор за некоја олимписка репрезентација, немам информација, меѓутоа знам дека загубивме со 3:0. Сега, утре задутре не чека уште еден пријателски контролен надпревар со екипата на Кубан од Краснодар од Русија. За фудбал доста. Нема некои нови информации околу тоа, нови имиња, стари имиња, заминал, дошол, така да ќе почекаме за тоа. Втора лига стартува на 19 февруари, така да и за фудбалот има се уште време. Сега кога сме кај фудбалот, морам да го споменам она што се случуваше за време на овој викенд кој што ни помина. Се одигра осминофиналните надпревари од националниот куп во футсал. Значи 8 пара, 16 екипи, двете кавадаречки екипи, прволигашот Црна Река и второлигашот Клими, беа во овие осминофинални дуели, игравме на домашен терен овде во Кавадарци во салата Јасмин, но за жал и двете екипи загубија од актуелните есенски шампиони во првата и втората лига. Црна Река како прволигаш загуби од есенскиот шампион на втората лига, Кеги Моби, а Клими како второлигаш загубија од есенскиот шампион во првата лига Шкупи. Всушност, да не говорам ја, мој предлог е да го погледнете прилогот во целост. Познати се учесниците во четвртфиналето од националниот куп во футсал. Во осминофиналната рунда се постигна следниве резултати. Јувентус Серава Велес 3:5, Железарец Се Универзити 6:2, Црешово Топче Карадако 3:7, Астибо Арбен Байрами 2:3, Конзули Проект 4:5 и Шкендија Енхалон 7:5. За кавадаречките љубители на овој спорт најинтересни беа пресметките кои се одиграа во салата Јасмин во Кавадарци, каде гостува есенските прваци во првата и втората лига. Прволигашот Црна Река го пречека есенскиот првак од втората лига тимот на Кеги Моби од Велес и загуби со 5:9. Во втората пресметка второлигашот Клими го пречека есенскиот шампион од првата лига екипата на Шкупи, која ја оправда фаворитската улога и славеше со 3:7. Место во четвртфиналето од купот обезбеди екипите на Велес, Железарец, Карадаку, Кеги Моби, Армен Байрами, Шкупи, Проект и Шкендија. Сега, пред да се вратам на джудото, информација кратка за ракометот. Ракометот стартува веќе во среда, четврток. Ќе биде интересно. Прво пролетно коло, Бутел Радовиш, Пролет Струга, дербито Скопско Металург Вардар, Еврофарм Пелистер Охрид, Еврофарм Пелистер двојката против Скопје, а ГРК Тиквеш патува во Прилеп. Гостуваме на Прилеп, значи задутре по задутре, во зависност од делегирањето, ќе бидете благовремено известени за термините и така натаму. И така натаму, значи среда, четврток продолжува ракометната машка Суперлига. Кавадаречките ракометари одигра и еден контролен надпревар против екипата на Тинекс Пролет во Скопје. Загубивме, но што е, тука е. Милан Левов, човекот кој што потекна во винарска визба Тиквеш, човекот кој што работеше се што Трајко Камчев Вакот му даваше како задача, човекот кој што преку винарска визба замина во Вардар, играше Лига шампиони, замина во Металург, освои 3 купа и 3 шампионски титули, и не знам, 20 и кусур настапи во дресот со националниот грб. Милан Левов сега работи
со помладите категории. Ова не го знаете, еве сега ќе ви го кажеме, значи нешто што претпоставам, а и Мило ми го потврди тоа, тешко дека го знаете бидејќи не се шушкан из кулуарите спортски. Милан Левов работи со помладите категории и не тоа работи, го буквално на некој начин, ако смеам да кажам, си улога на прв тренер на младинците на ГРК Текош. Баш така, да. Пионерите ги води Киро Василев? Да. Кадетите? Исто он ги води. Исто Киро Василев. Ти само со младинци Само со младинци, да. Како стоат работите? Јас колку што знам, некако добро тргнавме, па после како да дигнавме ручна. Имаш мака голема, тоа го знам и ја, оваа денешна младина или се заљубува, или мама и тато му купуваат телефон и компјутер и заборават на ракомет. Нема интерес кај младите, значи рецепт за успешен ракометар е само желба, значи ништо повеќе, нема никакви магии, значи за да се стане ракометар, кошаркар, фудбалер од висок ранг, значи да го погледнеме, да речеме, еден ден како му започна на Роналдо или на Меси, тие од сабај до вечер се со тренинзи, така да Имате измеѓу малку слободно време, меѓу тоа. Да. Како беше ти кога стануваше ракометар? Па тогаш времењата беа потешки, немаше социјални мрежи немаше, мобилни телефони и да речеме имавме лоши услови во смисла топки, патики и такви ствари, значи лепак за топка исто беше дефицит. Значи сега имат тие услови ги имаат, но некако желбата недостасува. Родителите се жалат, велат нивните деца се дебелеат, ова она, меѓутоа не размислуваат да го фатат своето дете, зашто да го му кажат остави го компјутерот и телефонот дома и ајде со мене сега, чуеме да видиш што е ракомет, што е кошер и само да се одлучи дето кај ќе спортува и како. Да, каде тоа зависи од самото дете, но како млади се уште сепак е рано за да се одлучи дали во спорт, професија, дали музичар, дали... Добро, сега и короната си го прави своето, па некои од родителите ќе речат, не го пуштам ја детето да ми се разболе, иако гледаме широм светот, Европско првенство ракомет се игра, првенствата, лигите, сега се играат и овие квалификациони пријателски контролни надпревари во фудбал. Да. Ја не знам, кај Кавадар, каква е иста е ситуацијата, претпоставам и со пионери и кадети? Или таму малку подобро? Па, кај пионери да речеме, може да има одреден период желба, но потоа се губи, знаете, децата растат, влеват во пубертет и нели. Тоа сакам да кажам, ти ги водиш тие младинците, знаеш она, баш период на влюбување, досадно ми е на школа, не учам, ова, она. Повеќе практикува да седне во кафуле со мобилен и лаптоп во раце, отколку да се го исполни своето слободно време со спортување. Па ете и дечките како што како да кажам пример сакаат да станат, да речеме, ракометари, но немаат желба за тренинг. Има ли по околните места Росоман, Градско, Неготино, с оглед на фактот што претпоставам дека следиш дел над преварите и во Неготино, има ли таму квалитетни млади ракометари? Искрено немам гледано надпревари од прва лига, но во нашата група што беа тие за младинска зборува, Богданци, Радовиш, Гевгелијаите, Узумчеви брачите, тие беа малце делеа, се гледа дека се децата со желба и преминаа се колку што... Да, во Акалоид, да, точно. И има, еве, гледам и во кадетска лига, веќе Свети Николе, таа екипа добро се сега вака дечките. Ќе те прашам, ќе те прашам за ГРК Тикош. Ордан Чолазов, Јане Јанчев, Ристел Кардов, Борчо Соколов, се 100 ветерани. Има 2-3 млади момчиња кои што ги земаат така да тренираат, меѓутоа со 2-3 екипа не се прави. Што ќе правиме до година?
Кога немаме искрено наш не знам погон. како да ви одговорам на оваа прашање, пошто видиме тебе ти времето. викат Милончо, натрави млади рекометари, как ќе направиш кога нема? Мислам, немаш луѓе, немаш дечки што идат на тренинг. Да, дефицитни сме многу на тој дел. Така да искам не знам што да одговорам на оваа прашање. Јас се надам дека гледајќи емисијава, родителите, ова веќе преминува секој граници, родителите ќе размислат дали нивните деца да си ги чуваат дома со телефонот и компјутерот в раце или да ги донесат на тренинг и да ги пуштат во рацете на Милан Левов, конкретно зборуваме за ракометот, а за кошарка се знае, или за фудбал. Без разлика. Битно е децата да спортуваат, таму да го трошат своето слободно време, а не под дома. Се заборавија луѓето, се заборавија дечките што значи дружење, муабет, вака face to face. Точно, да. Значи само под телефон. Дома ли си? Ај ќе дојдам. Ќе му отиде на гости, ќе седнат и пишат. Гледај го воа, гледај го нова. Се заборавја што е. Спортот гради карактер, гради цврстина, така. Гради пријателства. Гради пријателства, сеќавања, полно, така да. Ќе ги бидели вие од првиот тим? Ова те прашам бидејќи знам, не се таму моташ многу, бидејќи поголем дел над преварите. Стручен штаб сум исто. Да, над преварите ги следиш од трибина. Да. Мора да ги биде. Мислам, ќе играме ли за плейоф? Моментално шансите се поголеми за нашиот тим, затоа што како што знам, мислам дека пролет има, да речеме, некои 3 утакмици каде што има шанс да ги тепа, а ние имаме некаде 4 или 5 утакмици каде што може да ги добиеме, така да шансите се поголеми за нашиот тим. 3 дома, 3 во гости играме. Играме Прилеп гости. Прилеп гости, дома Еврофарм 2, дома Скопје, дома Струга во гости. Струга во гости, Радовиш во гости и Вардар дома. Радовиш во гости е последна утакмица. Радовиш или Скопје, не сум сигурен, нема држи за збор, не е битно. Радовиш и Скопје се, ке речам, релативно противници. Очекуваме пораз Вардар, иако не знам зошто, ама ќе се юначови ке стистиме заби. Двојката Пелистер, таму треба да се кршат копјата. Меѓутоа, најбитно од се, според мене, ќе биде првото гостување во Прилеп. Се сложувам. Првото исто и второто такмица со Еврофарм 2 дома, тоа се може Тука да веќе ќе се реши се. Да, баш Ќе се знае. Точно. Пошто да не оставиме како калкулација што ќе направат другите, да си ја завршиме работа самите. Сега вака. Кој во ГРК Тикваш игра на позицијата десен бек? Стефан Трпчевски и Дејан Гошевски, исто како Дејан Гошевски е микс, би рекол, од бек и крило. Како тебе, значи бек и крило. Може да игра и крило, може да игра и десен бек. На возраст се? Дејан. Не знам точно, негде околу 22 години, така нешто, не сум сигурен. Стефан, точно не знам, 24-25, не сум сигурен, да не грешам, значи. Намерно го алудирам се и во ово, пак ти речам. Можеше нашиот Чире да се прошета низ Македонија, да види во Суперлигата, во клубовите, кај има квалитетни десни бекови. Не може никој да му убеди дека Велковски е, што знам, поталентиран од Гошевски, според она прикажаното на ова европско. Според се друго уреду, а зорно тоа Гошевски игра. Мора да ве коригирам, значи во овој случај, ако гледаме анализа на десната бековска позиција со утакмицата со дали беше со Црна Гора или Словенија, не се сеќавам, 20 десни бекови има, значи 10 или 11 гола и тоа од 12 шута, значи не беме дефицитни. Апсолутно, меѓутоа има еден друг проблем. Што спортската статистика Миланчо го вика другото. Да, има 11 гола. Меѓутоа заедно имаат 13 загубени топки и 90% головите одбраната пукаше баш на двојка. Добро. Па сега кога го видиме сето тоа, таму му помагаше, како се вика, малиот со брада, што играше само одбрана во репрезентацијата, сега заминахме. Да. Меѓутоа, знаеш како е? Ние не ја гледаме никогаш таа комплетна статистика на еден ракометар. Велковски беше бомбона, додека играше во младата репрезентација.
со неговите врслици. Значи бомбона. Меѓутоа Велковски кога играпме со Словенија, па буквално му се стресува нозете кога ги виде Блаж Баготиншек и колегата него по 200 кила, по 100 и по 2 метри и кусур. Јас пак би рекол да не ги осудуваме тие дечки. Ќе покаже времето која го право, како го право. Сепак знаеме дека до пред година време Лазаров Тоа сакам да го кажам, да не се доведеме во ситуација, еве сега конкретно само со Велковски и Серафимов, да не се доведеме во ситуација како што се доведовме со Кире. Кире и позад него нема друг. Па тоа се дешава и во клубовите што беа во врвот, да речеме и Вардар и Металург. Еве сега ми се допаѓа да речеме концептот на Еврофарм, ради тоа што имат втора екипа која што се бори да биде во горните места, значи негде во Суперлигата, да речеме трето, четврто место, значи. Колку така пак првенството е регуларно. Според мене е супер. Ако немаш ти конкуренција добра, ако можеш да... Знаеш зашто? Затоа што Еврофарм Пелистер 2 го тепаше Вардар, меѓутоа Еврофарм Пелистер 2 никад нема да го тепа Пелистер. Сега ќе му пушти на Пелистер за да може Пелистер да биде пред Вардар. Точно, но видите, значи знаеме дека во Вардар нешто не беше окей, што ја изгубија таа утакмица во битола од Еврофарм 2. Меѓутоа Еврофарм 2 изигра перфектно. Изигра, но сепак се гледаше дека Вардар не играат со 100%, верувајте, значи мислам дека играат со 20-30%, значи. Тоа сето беше нешто, имаше дали беа раскарани со Војович, не знам точно, но сепак се гледаше дека не е тоа правиот Вардар. Видовме и после тоа дека они комотно го добија Еврофарм во Скопје, после тоа играа во Битола, нели, и водеа цела утакмица за на крај. Раковето од првенството Миланчо почна на 13 за Суперлига, на февруари. На втори или трети, како ќе да е сега? Да, во среда, четврток, да, така. Меѓутоа со младиве кога вие почнувате? Нема, уште ништо не се знае, значи Како беше со коронава, требаше нешто? Да, не се знае ништо со короната, значи може да му текне, мислам, ете, така се моментално ситуацијата е таква и 2 недели пред првенство младинско, да речеме, да се пуште допис дека започнува младинската лига. Значи, чекаме. Мада и тоа не е младинска лига, ради тоа што поделени се на групи од кои што младите категории имат само 4 утакмици, 4 есенски, 4 пролетни утакмици, сепак тоа не е младинска лига, значи мора да имаш некаде 12, 15, 20 утакмици минимум. Се славам со тебе. Значи да играат константно цела година, имаш во нозете, толку подобро за младинец. Да се градат играш. Така, така. Сега, Маријан Колев ќе го прашам за џудо клубот Кожувченка. 17 години екзистенција, еден куп медали, шампионски, државни прваци, балкански прваци, екипни прваци сте биле ли? Не, да, екипни вице шампиони беме. Значи екипни вице шампиони, добро и таму е тоа одличен резултат. Колку балкански првенства Маријан Колев успеа да издействува да се случува тука во Кавадарци? Па, до сега од осамостојувањето на Македонија, во Македонија се направени 7 балкански првенства, од кои што 3 ги направивме во Кавадарци, и тоа првите 3 балкански првенства едно по друго. Тоа се 2006, 2011 и за сениорско 2018 година. Исто така организатори беме и на балканското првенство во Охрид, каде да не биде само Кавадарци, ајде да го смениме градот, исто генерален спонзор ни беше Кожувченки и Синалко. Морам да кажам дека и до ден, како коорганизатор беме џудо клубот Кожувчанка. Морам да спомнам дека на сите балкански првенства секогаш спонзор е Вашиот спонзор. Нашиот спонзор, тоа е Кожувченки и Синалко.
Кожучанки Синал под своите редови ги дава и председателите на федерациите, подпредседателите, што знам таму. Точно е дека до пред 4 години имавме уназад и подпредседател од Кавадарци кој мандатот му беше 8 години и председател од Кавадарци Ванчо Настав кој исто така му беше мандатот 8 години. И јас како член на извршен одбор од 2005 година до ден денеска сум член на извршен одбор на Џудо Федерација на Македонија. Ти тоа доживотна функција да не имаш во извршниот одбор. Господин извршниот одбор, пред да почне емисијата се договоривме да кажеш неколку интересни убави работи кои што се случија пред 2 недели на состанокот кој што го имавте во извршниот одбор и слушам дека наредниот состанок ќе биде тука во Кавадарци. Па да, имавме состанок пред 2 недели кој се одржа во Скопје, кај што ги потврдивме некои работи што се случија во 2021 година. Имавме така доста расправија околу прекинатото државно првенство, екипно државно првенство, бидејќи тоа ни беше последно првенство во календарот во декември месец, каде што дојде до прекин во финалната борба. Тоа беше помеѓу екипите на Ипон од Скопје и Милки од Скопје. Па се одлучуваше... Да кажам. Имаше чоток де, ајде, кажи сега. Добро, имаше така малку недоразбирање, турканици и ред други, доволно колку да дојде до прекин на надпреварот, па мораше да се одлучува кои ќе бидат шампиони. Онака на зелена маса. На зелена маса. Мислам дека немаше едино што лошите беше џудо клубот Милки. Нивните места нас не ни значеше заради тоа што ни за 2021 година од вкупно 24 клуба на екипен пласман завршивме на 5-то место. Добро, затоа пак годинава си решен додиш некое место погоре, бидејќи еве спомна неколку странци заселување. Доколку успеам, мислам дека сигурно ќе бидам барем меѓу првите 3. Бидејќи Милки и Ипон се исто така појачани од Милки има 20 странци од Бугарија, има исто Русин има исто, кај што баш и Русинот помеѓу Русинот и судијата дојде до прекин на борбата до тој проблем. Еве Ипон има појачање од Косово. Така да мораме ни со тие 20 странци да го искористиме правото како што ни е пропишано во статутот на Џудо Федерацијата на Република Северна. Како стоиме со домашните борачи? Со домашните борачи малку ни е проблем ради тоа што репрезентативката Благица Колева на 5 или 6 јануари имаше операција од претходна повреда, имаше операција на коленото, каде што ќе направи пауза и ќе ги пропушти првите 6 месеци, а тоа фактички ќе ги пропушти и изборот за репрезентацијата. Така да ова година мислам дека... Нема ли други после Благица некои таленти? Имаме тоа доста добри таленти, кај што више имаме двете сестри Јованови, тука се брајчета Петрови, значи кои се и стипендисти, Тоше Петров е исто меѓу обавезно во финале боре, значи или прво или второ место. Да не заборавам тука се од повозрастните Петар Милев, Димитар Колев, кој што се поврати он имаше и со тешка повреда скршеница на ногата пред 2 години и сега оваа година се враќа. Сега да не заборавам некои. Кажи ми како стоиме со календарот кога станува збор за овие домашните, ќе ги кажеме, не е битно, овие надвор од границите на нашата земја, балкански, европски, светски купови, таму што има. Вака, значи ни баш сега на наредниот состанок што треба да се одржи во Кавадарци, треба да го усвоиме календар за 2022 година, више се пропишани сите првенства се внесени во календарот.
првен почињеме од нашите за нас многу битни државни првенства кои више они ќе бидат во месец март и април, каде што се надевам дека едно од тие првенства ќе биде и во Кавадарци. Биди сигурен во тоа, бидејќи во федерацијата знаат колку добро го организираш тоа. Да, од секогаш знаат дека сме добри домаќини, добри организатори, имаме добра сала, имам тим за работа од таа страна. Значи не те праша, колку короната ве ги расиме сите сметки? Имавме искрено голем проблем со короната, нередовни тренинзи, многу тешко. Многу тешко поминавме со короната, кај што и короната не можете да патувате и надвор од Македонија. Влијае и на нашите резултати, точно дека кога одиме по турнири надвор од Македонија, тоа е само едно искуство дополнително за надпреварувачите, каде што баш ни беше зацртана 2021 година да 50% од надпреварите да ги искористиме со меѓународни надпревари. Заради тоа што да земам тука Балканот, имаме доста турнири, доста силни турнири, една Софија, каде што од другата страна се тука Турција, Русија, од тој дел има такмичари. Да. Чаземе еден Белград, значи ние немаме место подалеку од 500 километра, кај што можеме за 5 сата со автомобил или 6 сата да стигнеме. Ќе го земеме еден Солун, каде што исто со џудо клубот Ираклион сум у многу големи добри односи, кај што имам голема соработка со нив. И без проблеми од таа страна. Исто не можам да речем, и со Албанија имам голема соработка, луѓето често минат тука, ми се гости и со Косово. Морам да те прашам. Кога настапуваш на такви, последниве 2-3-4 години на овие настапи надвор од границите, таму викат Кавадарци Македонија или како? Имаш ли проблем со името? Искрено нигде не сум имал проблем со името. Секаде си Македонија? Секаде сме Македонија. Искрено и во Грција кога била таа проблем со политика, не сме имале некои за таков проблем со Македонија. Значи ние во Европската џудо федерација сме примени како република, сега со најновото сме како Република Северна Македонија. Заради тоа што пред кога се политички работи, што не треба кога се договорија да Македонија биде Република Северна Македонија, ние со одлука на состанок на извршен одбор се договоривме да би побаравме така да бидеме примени повторно. Значи џудо федерација на Република Северна Македонија. Да. Добро. И веќе ние се викаме џудо федерација на Република Северна Македонија. Коче малце ти, јас да проговорам 2-3 збора за кошарката. Кошаркарите одиграа редовно 14-то коло, а се постигнаа следниве резултати. МЗТ Евроникел 81-67, Гостивар МЗТ 2 106-85, ТФТ Куманово 109-100, ФНП Кожук 92-64. Одложени се Феникс Пелистер и Ангели Работечки заради голем број на кошаркари кои што се позитивни на ковид. Пелистер е прв со 26 бода, МЗТ има 25, Гостивар и ФНП по 23, по 20 бодови имаат ТФТ Феникс и Работечки, по 19 Евроникел и Кожув, 18 има Куманово, 16 МЗТ 2 и Ангели имаат само 14 бода. Сега нека не ве чуди што Евроникел има само 19 бодови, бидејќи јас колку што знам во среда или во четврток, пак благовремено ќе бидете информирани, Евроникел треба да го одигра презакажаниот надпревар со ТФТ овде во салата Јаспен. Велам презакажаниот, нели Евроникел добија одложување од страна на федерацијата поради 6 мина заболени од ковид. Значи, надпреварот беше презакажан, тоа е надпревар од претходното 13-то коло, а веќе во наредното 15-то коло, наредниот викенд, овој предстојниот, повторно овде во Кавадарци Евроникел ќе игра со ФНП. Убава можност со 4 бода да се искачаме на табелата, да видиме кој каде е. Во 15-тото коло МЗТ 2 ТФТ, Куманово МЗТ, Ангели Феникс, Кожук Пелистер и, ако така можам да кажам, Работнички Гостивар, средба која што би требало да биде дерби.
Прва лига жени, она поквалитетната група А, 13-то коло, Паланка Про Баскет 64-55. Не успеа нашите кошаркарки да изненадат, ако изненадеа ќе беше интересно. МЗТ службено го доби над преварот со Работнички 20-0. Вардар Бадел во дербито 59-82, не дозволи Бадел изненадување, одложен ковид проблеми, преварот Струга Баскет Кам. Бадел е прв со 26, Баскет Кам и Вардар имаат по 22, Струга и Паланка по 19, МЗТ 16, а Работнички Про Баскет имаат по 14 бодови. Следното коло, 14-то, Работнички Вардар, Бадел Струга, Баскет Кам Паланка, Про Баскет во Кавадарци го пречекува тимот на МЗТ. И викендов стартува на првајата во прва лига жени група Б. Тим Арена Аринија 64-35, Гризли Шкупи 72-35, Куманово Гостивар 25-57, слободни беа девојките од Патриот, а над преварот Трокал Мега Баскет во последен момент беше презакажан за утре. Вторник, 1 февруари, сала Партизан, 14 часот. Трокал против Мега Баскет. Трокал се лидери со 16 бодови, немаат пораз до сега, 8 средби, 8 победи. Гризли се втори со 16 бодови, меѓутоа Гризли имаат 2 пораза. Патриот, Гостивар и Тим Арена и Шкупи имаат по 14 бода, Куманово 11, Ринија 9, Мега Баскет, противникот на Трокал се уште нема победа, 8 средби, 8 порази. Во наредното 11-то коло, Куманово Тим Арена, Гостивар Гризли, Мега Баскет Ринија, Шкупи Слободен, а дербито се игра во Беневичини Делчево, оттаму беа Патриот. Патриот Делчево против екипата на Трокал. Сега да видам, јас само до кај сме. Подобри го својот клуб. Проект на Европска Джудо Федерација и Джудо Федерацијата на Република Северна Македонија. Зашто станува збор? Па вака, околу Божичните празници баш не се сеќавам која дата беше, председател на Македонската Джудо Федерација Владимир Трпеновски беше на состанок во Луксембург и таму договорил средба со председателот на Европската Джудо Федерација да во бидејќи што го имаме проектот од пред 2 години задолжително джудо по школите, поради короната се уште мирува, уште не е отпочнат, да направиме некој нешто друго за да го подобриме джудото во Македонија. Значи, тоа беше проект, се вика подобри го својот клуб, кој се одржа веднаш по договорот. При Фанаме најдобра дата беше сега викендот што измина 29 и 30, се одржа во Скопје. Технички дел спортски центар Кале. Технички дел се одржа во спортски центар Кале, а предавањето беше во хотел Континентал. Јас да ти помогнам, морам да му помогнам на Маријан, бидејќи мене ми е дури тешко. Специјален предавач на семинарот беше господин Фредерик Демон Факон од Франција, носител на црнен појас 6 дан. Да. Зашто тој конкретно предаваше? Тој конкретно предаваше како, значи првата тема беше како да се работи посебно со деца на возраст од 12 до 14-15 години. Значи тоа му беше целта на значи да. А после тоа беше запознавање со новите правила што ги воведе Европска и Светска Джудо Федерација поради и тие нови правила ќе траат во наредните 4 години до 2024 година до наредните Олимписки игри кои што треба да се одржат. Што има ново во тие правила? Нешто за публиката што од прва рака може да го знае. Новите правила бидејќи во джудото се умеша доста боренето, слободен стил и
самбото сега, не знам за некој новина, самбото вече во Македонија бразилско карате, танцување. Самбото е нешто слично со борење и джудо, кај што и од тие причини джудото више почна да ги нема да го нема тој сјај, тие техники што треба да се изведуваат, туку почна со борен слободен стил, фати го замази, кутни го. Ги нема тие излекувања и ред работи што треба да се преминат на право джудо. И затоа се новите правила беа да тие таквите работи да се казнуваат и и исто у новите правила е джудистите да бидат доста поактивни, да не биде само на туркање, тегење, туку фати го за кимоно и врти се укруг. Да, туку да се работат повеќе, да се работи тој технички дел, да се работат повеќе техники и затоа мора джудистите да имат познавање на повеќе техники. Не е како порано научи една техника и со една техника ништо викаме специјалка и да бидеш првак на Македонија. Меѓутоа, тоа сето на джудистите треба да им го пренесат тренерите. Точно е, значи од нивна страна ни беше нас пренесено, каде што сега од наша страна ќе биде пренесено на тренерите, инаку таму учествувавме од нашиот клуб, имаше негде околу 50-60 тренери од цела Македонија, од нашиот клуб учество земавме и јас како тренер, тука е Трајче Марков, носител на црн појас први дан, Петар Милев кафен појас и Сашко Ангелов носител на црн појас први дан, кој војни председникот го забравя. Добро, без председникот не може да бъде. Без председникот нема и така. Исто така на тој семинар беше присутна и подпредседателката на Европската джудо федерација Джейн Бридж, инаку она е англичанка, на возраст околу 70 години, носител на црн појас седми дан. Колку години има? Околу 70, не ми беше згодно да прашам. Во наше време ќе помисли 70 години, ќе со некој бастон че си мине. Значи, а овие витални. Па јас искрено да ви кажам, пред 3-4 години во Кавадарци ни беше на еден семинар присутен долгогодишен светски првак Чихи Јануш. Он е потекло од родом од Нови Сад, живее во Маđarска. Човекот има негде 74-5 години, сега може и нешто повеќе, значи уште се надпреварува на ветерански првенства. Браво, секоја чест. Ги спомна Трајче Марков, Сашко Ангелов, Петар Милев. Дали е тоа стручен штаб заедно со тебе што ќе работи оваа сезона? Точно е, тоа е стручен штаб што оваа сезона ќе работат баш со овој семинар. Воедно се добивме и со лиценците што секоја година сите четворица да. Се добивме со лиценци што секоја година пред почетокот на првенството мораш да ги поновиш семинарот и да ги обновиш лиценците за секоја наредна година, така да ние четворицата се здобивме со лиценци. Исто сакав малку со ова да ги запознавам, да почнат више да учат и помладите джудисти, кои каде што во нив има премногу квалитет, тоа се Благица Колева и Игнат Петров, али поради многу луѓе не ми дозволи они да учествуваат, само да гледат, да видат како што е семинар, како се работи на семинар, али ипак се млади, има перспектива пред нив, кај што секој народна могуćност кај што може они да учествуваат, ќе бидат веќе на вистина е штета според мене. Убаво би било, ти си член на извршен одбор, па на извршниот одбор да му предложиш да организира семинар вака за помлади джудисти, каде што би присуствувале гости од Србија, од Косово, од Грција, Турција, Бугарија, кои што прво би кажувале што прават, како прават во нивните земји, и второ, па што знам, може би открили некоја техника, тактика нова за наш. Нормално, пак ќе речем нормално, вие си знаете колку клуба имате, врз основа на тоа колку клуба екзистираат во Македонија, пута по 5 души од клуб, по 10,
Нека биде лошо. Секоја година, баш во овој период, под крајот на јануар, почетокот на февруар, заради тие лиценцирани, кажувам, тренери, па исто семинари че го имат и судиите. Значи, и се има полагање кај што дали за оваа година че може да суде. Значи, секогаш викаме луѓе од страна, познати европски и светски експерти, што можам да ги набројам. Тука беше Тетко Чиха Јануш, беше Синиша Шкрбич, председател. Синиша Шкрбич е председател на Светската судијска организација, каде што семинарот баш се одржуваше во Михајлово. Тука беше русинот, могу заборавив името, Андреј Морешанов, исто шесткратен светски првак. Правам, го зборувам што тие луѓе што беа во Кавадарци, да не зборувам за Скопје или за Прилеп или други градови, каде што ние сме били домаќини на тие семинари. Морам да те прашам, носител на црн појас, како се добива тие појаси? Има ли некој полагање? Кога се одржува тие полагања? Што треба да направи? Во Джудо Федерацијата на Република Северна Македонија конечно во последните 7-8 години почна да функционира дан комисијата. Тоа е дан комисија за доделување на појаси. Во таа дан комисија мораш, например, Џуро Илич е познат за некои спортисти у јавноста кој што носи еден црн појас пети дан, кој што го положи 2021 година. Значи, во таа комисија едино кај него можеш да полагаш до пети дан. Предходно немаме со пети дан, значи можеш да полагаш до четврти дан. Комисијата се состанува 3 до 4 пати годишно, зависи од потребите на клубот. Инаку самиот клуб има право да дава до плав појас. Кафен, црн појас и нагоре се веќе тоа мајсторски појаси кај што мора комисијата. Полагаш пред комисија, таму се има кати во џудото, кај што тие кати сега сакаме да донесеме и државно првенство, надпревар на државно првенство во кати. Има ли кај нас во клубот такмичари, надпреварувачи што го имаат совладано тоа? Има. Кати, конкретно за катите. Сите малце необично сега кати во џудо. Сега да ви кажам, реално, значи, за црн појас први дан, таа се вика наге ката. Значи, моментално имаме негде околу 5-6, сега не се чавам точно број, тоти Орцо Клинчаров више не се надпреварува. Сега дека ми измина, дека можам да ги спомнам. Значи има кај што полагале црн појас и мора да полагат таа ката. Значи нема да му се важи појасот ако не ја положи ката. Да. Значи и може да отиде да полага, али ако не помине, ако не положи. Искрено јас кога полагав за трети дан, јас полагав на факултет за физичка култура пред Штефан Чук. Тој е од Словенија, носител на црн појас 6 дан исто. Беше поканет во Македонија, пред него полагаме, што сме мајсторите за повеќе. И пред исто полагав, во комисијата беше Штефан Чук, беше Жарко Косовски, професор на факултет за физичка култура по борлачки вештини и тогашниот селектор на македонска сениорска репрезентација. Маријан, да се ви здрав и жив. Се гледаме на татамито. Така се вика, нели, да не ја утиме. Значи се гледаме на татамито, ти во кимоно, ја во фармерки. Добро, може и некој кимоно да облечам, што ништо не се знае. Ја морам да ви кажам уште една работа, драги мои. Од 14 јануари па до денес ги следевте збиднувањата на Европското ракометно првенство преку специализираната емисија што ја подготвува спортската редакција на КТВ телевизија, која што се викаше Цепелин. Денеска и официјално Цепелин заминува во историја, меѓутоа веќе од
петок, ако не се лажам, стартува нова специализирана емисија која што подготвува спортската редакција на КТВ телевизија, Пируета. Станува збор за емисија посветена на настаните и настапите на зимските олимписки игри во Пекинг. Морам тоа да го спомнам. Ковидот прави проблеми и таму. Според последните информации, 139 активни случаи моментално има во Пекинг. Од последните случаи 34, 13 се спортисти, членови на екипи, а останатите 11 се членови на национални олимписки комитети. Значи, ние гости, шетачи. Зимските олимписки игри ќе поминат со строги правила како заштита од коронавирусот, тоа што секоја група на учесници која ќе дојде во Кина ќе биде посебно одвоена од секоја останата група. При тоа секој член кој се наоѓа во олимпискиот балон секој ден ќе се тестира за вирус. Оние што ќе добијат позитивен тест, изолацијата ќе ја поминат во хотелот пред да добијат 2 негативни теста во рок од 24 часа. И за крај, нормално, ќе навиваме за Македонија. Македонија на овие зимски олимписки игри ќе ја представуваат Ана Цветановска во крос кантри, 7,5 км слободно, плюс 7,5 км скијатлон и 10 км класично, а на своите настапи ќе ги има на 5 и 10 февруари. Вториот наш представник е Дардан Дехари во слалом и велеслалом, настапува на 13 и 16 февруари. И третиот наш представник е Ставре Јада во крос кантри, спринт слободно километар и пол и 50 км слободно, настапува на 8 и 19 февруари. Ние ќе ги следиме сите настани, сите дисциплини. Нормално останува само да ви порачам во име на спортската редакција да ја следите специализираната емисија Пируета секој работен ден од 18 часот. А кога сме кај олимпизмот, да нешто Маријан Колев да каже. Прво ще сакам да го спомнам, кај што не ми дозволивте, и не дојдовме до тоа. Ние во џудо клубот Кожувчанка е моментално едини клуб во Македонија по боролачки вештини, што на сите учесници што се од клубот, учесници на државни првенства, што освоиле прво, второ, трето место и што победиле борба, посебно во јуниорска и сениорска конкуренција, истите добиват парична награда од клубот од секоја победена борба, кај што има донесена одлука на клубот. Со тоа сме поддржани од управниот и извршниот одбор на клубот, така да еве и сега ова недела почињаме со работа. Сите со почетокот со тренингите, сите заинтересирани деца кои што се заинтересирани да тренираат џудо, слободно нека се јават во спортска сала Јасмин, во малата сала, да почнат да тренираат џудо спортот. Чичко Маријан, џудо спортот е добар. Или Чичко Сашко. Исто така да напоменам дека 2021 година Здравствената комисија донесе одлука да џудо спортот е најдобар спорт за деца мали од 7 до 10 години во врска со нивниот раст. И за крај само да ми кажеш кога џудиста од џудо клуб Кожувчанка ќе го видиме на Олимпијада? Мислам дека со ова 2024 година го испоштиме можност преди тоа што Благица више направи операција, а со ова државно првенство веќе се пријавени тие 5 луѓе во Агенција за млади и спорт, што ќе онај се уште зима олимписка стипендија, али мислам дека тешко ќе биде за овој циклус. За наредниот циклус не само Благица, јас имам 4-5 деца кај што мислам дека ќе бидат кандидати за наредниот циклус. Да има причина зашто тоа да се нервираме пред телевизор, да навиваме, да се собереме заедно по објекти, по ресторани и кафулиња. Драги мои, толкова денешното издание на Спортот, времето не гази. Останете во добро здравје, во добра мисла. Чувајте се.